Patrzcie, bo na śmiecie, tylko do Telefon się tam
внимание, сакаме да започнеме со нашата денешна свеченост. Благодарам. Селам алейкум, добре дојде. Почитувани присутни, драги браќа и сестри, поддржувачи на идејата за нашата торбешка посебност во Република Македонија. Почитувани гости, од името на Румелија, Торбешко-културниот научен центар, ви посакувам добре дојде и пријатно да се чувствувате на овој за нас многу значаен ден. Имам посебна чест и задоволство од името на организациониот одбор на овој значаен настан да ги поздравам присуството на представниците на ОПСЕ во Република Македонија, представниците на Комисијата за меѓунационални односи при Советот на општина Струга, представниците на други етнички заедници во Република Македонија, представниците на други невладини здруженија на граѓани, гости од соседните балкански држави, председателството, членовите и симпатизери на партијата за европска иднина и поздравувам и сите присутни представници на медиумите. Assalamu alaikum, good afternoon. Dear attendants, dear brothers and sisters, supporters of the idea about our Turbesian uniqueness in Macedonia, estimated representatives of Rumelia, Turbesian Cultural and Scientific Center, estimated foreign guests and representatives, I would like to wish you a warm welcome on this particularly important event for our community. It is an honor to have you all here today. Thank you. На почетокот од оваа наша свеченост го повикувам промоторот на оваа наша торбешка декларација, господинот Сејадин Џафери. Почитувани присутни, дами и господа, браќа и сестри, селаму алейкум, добар ден и добре дојдовте на оваа свеченост. Да се презентира едно дело со ваков наслов и со ваква содржина, Торбешка декларација, е посебна чест, но и предизвик кој што бара посебно внимание за секоја напишана реченица и за секоја искажана мисла во неа. Ова дело отворено се обидува да ги отвори вратите, кои што случајно или не, со намера или без неа, со смислена стратегија или нечија недоволна свест, од овие или можеби некои други причини, за нас познати или не, долго време останале заклучени. Врати кои што отвараат нови горизонти на небото, на самоспознавувањето, на личноста, на самосвеста и на самопочита. На еден народ, на еден милет, како што милува да се изрази авторот на оваа декларација. На еден етникум, кој што сакал некој да призна или не, постои со својата култура, јазик, вера, постои во времето и просторот, со своето битие исконски дадено и признаено од Бога, кој што вели: ве создадовме народи и племиња за да се запознавате. Токму оваа декларација е повик на заемно запознавање. Овој концепт, кој што е основа на трите објавени религии, како и на сите човекови повелби и декларации за човекови права, како што вели авторот на оваа декларација, е концепт кој што во реалноста се осликува во овиот речник, кој што и покрај сето горе наведено и покрај сите начела и принципи
Божи бире или човечки, сеедно, не наведува да констатираме дека некои луѓе се еднакви, но сепак некои други поеднакви. Дали се поеднакви оние кои што себе си се сметаат за народи одбрани од Бога, или оние кои што себе си се сметаат за лулки на култури и цивилизации, или можеби оние кои што себе си се сметаат за возвишени нации. Можеби и само можеби, одговорот на ова прашање го наоѓаме во дилемата што ја отвара авторот, пренесувајќи ја идејата што ја промовирал Ернест Ренан кон крајот на 19 век во познатиот говор на Сорбона со тезата дека искривеното представување на сопственото минато е неизбежно во процесот на создавањето на нацијата. Но токму таквите и токму тие, бегајќи од својата трагедија и лажно представување, си даваат за право со прст да покажат и со јазик да понижат и погазат се што е различно и не е исто со нив. Во таа насока, авторот на ова дело недосмислено и директно ги повикува сите оние кои што себе си се сметаат зародени со готов идентитет и дека се поеднакви од другите, ги повикува да признаат дека и народ кој што себе си се нарекува за торбеши, но кои тие самите со векови ги нарекуваат исто така, имаат свој идентитет. И она што барем по мене му дава посебен печат на ова дело и научна тежина на истото е неговата уникатна содржина. За прв пат на овој начин и во оваа форма на нашите простори се појавува дело во кое што се обидува да се прикажат докази дека торбешите не се ништо друго, туку како што вели авторот, она што всушност се торбеши. Признавајќи дека историскиот развој на еден народ или етничка заедница е тешко да се подели во точни и прецизни историски периоди, сепак кога станува збор за торбешите, авторот си дава за право да развојот на овој народ го подели во 5 периоди. Започнува со византискиот период, продолжува со периодот за времето на Османиското царство, го отсликува периодот од 1912 до 1945 година, за да продолжи да ги опишува торбешите и нивниот живот во периодот по Втората светска војна и конечно да заврши со торбешите во самостојна Република Македонија. Зарем торбешите биле торбеши од толку одамна? Зарем успеале да имаат историски континуитет векови и векови наназад? Зарем некој пишувал за нив, а ние не знаеме? Зошто е тоа така, ако е така, и што ако всушност навистина е така? Но што е со сите оние други тези кои што упорно ни се презентираат и што говорат се само дека торбешите имаат право на својот идентитет? Никако не. Токму тука, во оваа декларација, во ова дело, авторот се обидува да даде одговор и ништо друго на прашањата што се поставуваат исконски сами по себе, низ еден едноставен научен пристап на јазик разбирлив за секој читател. Но сепак, совршеноста му припаѓа само на совршениот, а ова дело, како и секое научно истражување од овој вид, има потреба од дополнување и надградување. Но тоа никако не ја намалува неговата вистинска вредност. Делото заслужува да биде разгледано
да биде прочитано и анализирано. А она што во овој момент најмалку можеме да го направиме, за вложениот труд и наполно истражување, авторот од се срце со аплауз да го наградиме. Благодарам. Благодарам на господин Сејатин за неговото излагање. Го поканувам председателот на управниот одбор на Румелија, а воедно и авторот на Торбешката декларација, господинот Шериф Ајрадиновски, да земе збор. Почитувани торбешки мајки, сестри, ќерки, почитувани пријатели и гости, независно дали се торбеши или нешто друго, во име на Румелија, Торбешкиот културно-научен центар и во моје лично име сакам да ви посакам едно големо добре дојде на нашиот денешен скуп, кој се надевам ќе биде забележен во нашата историја како еден од многуте добри вакви величествени собири. Да бидам искрен, после ова инспиративно образлагање на ова наша брошуричка книга, така, како ме представи господинот Џафери, ме охрабри да почнам да пишувам и поголеми книги. Ќе помислам дека навистина добро се пишува. Ја не би сакал многу да зборувам за своето дело, незахвално е човек да зборува за своите дела. Сејалин то го стори на еден брилјантен начин. Се надевам вие ќе имате прилика да го прочитате, па да коментираме, зашто да не, и ако треба полемизираме во некои точки, не мора да се слагаме во се. Би сакал поќе да се осврнам на кратка историја, да не ве да го задржувам, пошто сме и намази. Би сакал на кратка лична карта на Сдруженијето да кажам ова прилика. Тоа е многу кратка. Сдруженијето Румелија е формирано на 21.5.2010 година. Предходно имало еден иницијативен одбор кој за прв пат е состанат на 21 март 2010 година. Ајде некоја мала символика, тие 21 датуми се многу интересни, особено 21 март, кој што секаде користат како ден на некаква пролет. Зашто ние да не го наречеме ден на Торбешката пролет? Во ова кратко постојање на Румелија сме имале малку, јас би рекол, активности, пар семинари и симпозиуми во Гостивар и Скопје, неколку средби со представниците на ОПСЕ во Република Македонија и една средба во седиштето на Европската Унија во Скопје со експерти од меѓународна заедница, демографи, експерти за статистика и така натаму во врска со престојниот попис. Да бидеме искрени и јасни, една од многуте цели и на декларацијата и на нас торбеши е тоа на следниот попис да се обидеме да си кажеме од срце она што сме, без да сметаме дали некого ќе го навредиме или ќе го повредиме. Не ни е таа намерата. Со секоја почит према сите наши комши и соседи со граѓани, сакаме да бидеме своји, на тоа имаме право, на тоа има и обврска државата и меѓународната заедница. Покрај другите активности, Румелија во својата програма има зацртано поголем број на активности од аспект на културата. Во таа смисла сакаме да се истражуваме нашата култура, сакаме да ствараме нашата култура. Користам прилика сега да се обратам до сите наши торбеши, особено помладите, да учествуваат со своји лични творби, трудови, било што. Румелија ќе се бави и со издавачка дејност, така да ќе имаме прилика да соработуваме со сите нашици кои се за тоа способни. Исто така, едни од битните планови ни е на полето, нашата торбешка култура е најизразена во таа музичка и народно творештво култура, така да и од тој аспект нешто веќе се прави, нешто замалуваме, секој овде присутен, а преку вас сакам да се пренесе и преку медиумите во пошироката јавност, да секој што смета дека може да твори нешто, има некаква идеја, има некаков план,
да се обрати до нас, да соработуваме и заедно сите да истражуваме таа наша култура. Секако еден од приоритетните планови малце по поголем залак, така да се изразам, и е нашата намера да создадеме еден фестивал кој ќе го наречиме, ако даде Господ, Румелија фест, на кој би се исто така презентирала нашата култура со учество на цел Балкан, вклучувајќи и Република Турција. Во таа смисла и сакал сите да ги замолам да земаат учество во таквите активности. Нормално тие што можат да творат, тие што можат на било кој начин да помогнат и најмногу нашите гурбечи, бизнисмени, стопанственици, сето тоа финансиски да го помогне, затоа што изискува навистина и средства и така натаму. Не би сакал повеќе да должам, уште еднаш благодарност за сите присутни, се надевам повторно ќе се гледаме, ќе разговараме и за книгата и за сите други прашања и ви пожелувам све најубаво со уште една голема благодарност за вашето присуство. Благодарам на господинот Чирив за неговото излагање. Го поканувам заменик министерот во владата на Република Македонија, господинот Фарук Фератовски, да го објасни законското решение на владата на Република Македонија за престојниот попис. Благодарам. Почитувани браќа и сестри, почитувам председателе, дами и господа, драги гости, ми припадна таа чест да ја образложам оној дел што се однесува на техничкиот дел на спроведување на пописот, бидејќи, како што знаете, владата на Република Македонија во незината програма донесе и закон за таа намера, законот за спроведување на пописите во 2011 година, април месец. При сета расправа, при донесувањето на оваа законска материја, имав можност како член на извршната власт да учествувам во расправата, меѓутоа имав можност да придонесам за некои законски одредби кои што се од суштинско значење на ова што се нарекува застапеност по етнички клуч во оваа статистичка акција која што и законодавно и уставно е загарантирана на секој граѓанин на Република Македонија. Имено, со овој закон, владата на Република Македонија гарантира дека има право секој, онака како што се чувствува во делот на изјаснување по етнички клуч, да се изјасни онака како што се чувствува. На прашањето дали може да се попишуваме како торбеши, одговорно и во името на владата можам да гарантирам дека да, ние може да се попишуваме како торбеши. Без при тоа да влијаеме на одлучувањата и на другите изјаснувања, сепак морам да потенцирам овде пред вас, гледајќи ве во очи сите, дека ова шанса, ова можност неминовно може да искористиме и мора да искористиме, затоа што терминот графа не постои, туку графата торбешка, вистинска, на овие пописи треба да ја создадиме ако се изјасниме повеќе од 1, 2 или 3%. Бидејќи тука со задоволство можам да констатирам дека многу наши браќа и сестри, гурбетчи, се присутни и деновиве можеби треба и да заминат назад во печалба, морам да им објаснам и да ја потенцирам дека на нив не е заборавено. Тие со копија од нивните лични документи кои што ќе ги остават во своите домови и со изјава на нивните најблиски, во овој попис ќе бидат попишани онака како што тие сакаат. Значи, за прв пат таа бројка, која што во секој случај е многу дискутабилна во сите поранешни пописи, овој пат печалбарите, нашите браќа и сестри гурбечи, можат да си ја искажат нивната определба и нивната застапеност во пописите во 2011. Затоа, уште еднаш,
со голема чест и со големо задоволство ја поздравувам ова иницијатива која што доаѓа од научниот институт Румелија, секако дека ние како членови на извршната власт и пред се како торбеши ја поддржувам ова иницијатива и секаде во институциите на системот кои што сме во многу мал број, можам да кажам процентот 0,001 може би сме присутни. После овие пописи, после пописот во 2011 година ќе бидиме застапени во институциите на системот онолку колку што ќе бидеме застапени на пописот. А тоа убеден сум дека ќе биде 2 до 3%. Уште еднаш апелирам дека да се трнат сите притисоци врз овој народ, да се трнат сите стеги кои што досега му беа инволвирани, сакајчи или не сакајчи. Одговорно тврдам дека изјаснувањето на овој попис треба да биде објективно, искрено и државата, Република Македонија, треба да го овозможи тоа, затоа што тоа е уставно и законски загарантирано. Ви благодарам и посакувам успешна работа. Благодарам на господинот Фарук за неговото излагање. Сега го поканувам господин Сиди Чолак, Брезница, Република Бугарија и групата Гајтани. Уважаеми дами и господа, уважаеми братя и сестри, щастлив съм да ви приветствам както от мое име, така и от група Гајтани, които сме от Република България, от района на Пиринска Македония, град Неврокоп. Щастлив съм да присъствам и сред вас и да ви подкрепим в едни много искрени и добронамерени ваши искания, защото никой няма право да отнема права на друг. Права може да отнема само Всевишния. Нека и на Балканите най-после всеки един етнос да получи това, което им се полага по право. Още един път благодаря на организаторите за поканата, за гостоприемството, което ни беше оказано тук за това време, и искам да ви пожелая за много години преди всичко да сте живи и здрави, успехи във всяко едно начинание и на вас, и на вашите близки, и нека 2011 да бъде благодатна за всички. Благодаря още един. Благодарам на господин Чолак за неговото излагање. Сега го поканувам господин Цадик Идризи, председател на Демократската партија ВАТА од Република Косово и пратеник во Собранието на Република Косово. На почетокот еден традиционален поздрав, селам алейкум на сите. Јас ќе продолжам на босански и мислам дека подобро ќе кажам, инаку сум скопски студент, не е лесно, али мислам дека е подобро на босански да продолжам. Автор декларација и свима онима кои ја поддржавају, а мислим да ќе поддржат и највеći дел популација која се назива торбешком, желим пуно успеха и свима вама желим да заиста постанете фактор одлучивања своје судбине. Овога пута неće neko biti kriv za ono što nam se dešava, odnosno što vam se dešava ovdje. Sami ćete biti odgovorni i nemojte tražiti odgovornost u drugima.
imate šansu i nemojte je prokockati, nemojte čekati drugih 10 ili 20 godina, bit će onda možda još kasnije. Mi smo se na Kosovu mi smo Torbeši, ja sam Goranin, ali i Torbeš, Goranin je mikro, Torbeš nešto šire, 22.000 Torbeš. U ovom trenutku, znači u Prizrenu ima 22.000 Torbeša sa okolinom, u Dragašu još 10, znači, ali se svi mi, 90% deklarišemo kao Bošnjaci, nakon one pozicije koja je bila kao muslimani i onda smo našli najbolje rješenje da smo Bošnjaci. U tim godinama, prije 20 godina, kada je meni neko od ljudi koji su bili otprilike na pozicijama da su smatrali da mi ne znamo ko smo i šta smo, meni je jedan čovjek rekao i pitao, kaže, vi ne znate šta ste. Ja sam mu odgovorio, mi možda ne znamo šta smo, ali jako dobro znamo šta nismo. I to je mnogo bitno. I ta činjenica da smo dobro znali šta nismo, dovela je nas do ove situacije da znamo šta smo, odnosno da znate šta ste i na popisu da pokažete šta ste. Mi na Kosovu kao Bošnjaci imamo 3 zagarantovana mjesta u Ustavu Kosova u parlamentu Kosova, imamo zagarantovano ministarsko mjesto i imamo na svim nivoima u opštinama gdje nas ima samo do 3% od svoj službeni jezik i gdje nas ima do 10% imamo zamjenika predsjednika opštine. Što znači to smo uspjeli i vi ćete, ako Bog da postignete svoje ciljeve samo ako vas bude u popisu u procentu 1, 2 ili 3, onda ćete biti značajan faktor koji će odlučivati ovdje vašu sudbinu, ne sudbinu drugih. Ovo što radite ne radite ni protiv koga, ni protiv Makedonaca, ni protiv Albanaca, ni protiv Turaka. Jednostavno radite samo za sebe i to je vaša sreća jer ne radite ni protiv koga. Kada bi radili protiv nekoga onda bi bilo loše, ali vi radite samo za sebe i ne bojite se, na pravom ste Allahovom putu. Esselamu alejkum. и член на председателството за мултикултурно общество во Република Македонија. Селам алейкум. Почитувани дами и господа, почитувам господин Арединовски Шериф, автор и писател на Ромелија, почитувам претедник заместник министер и представувам истата чест да од име на мрежа за мултикултурно општество на Македонија да го поздравам овој замен историски собир, бидејќи се донесе за прв пат еден документ кој што го наистина историски, дека генерации и раци се сеќаваат на овој миг. Мрежа за мултикултурно општество пред некој ден достави иницијатива до Уставниот суд, бидејќи за жал владата донесе одлука да тие така речени останати во Уставот да нема ниту еден представник во пописна комисија на државно ниво. И покрај тоа што беа должни по закон и по Устав да направат тоа, значи ние се бориме со сите средства, вклучувајќи ги балканските египчани, кои што заедно со торбешите имаме доста заеднички проблеми и во Македонија на Балканот, меѓутоа и сите тие други останати заедници кои што не се именуваат во преамбулата на Уставот. Се надевам дека конечно ќе профункционира правата држава Македонија, ќе се почитуваат правата. Меѓутоа правата никој не ги дава на тацна, над правата мора да се избориме сите и за правата навистина треба да се бориме и умствено. Ќе завршам со пред некој недела имавме тука исто во хотел конгрес наши за балканските египчани, ќе завршам со цитат на еден наш египчанец од Црна Гора кој што рече, а мислам дека и за вас тоа е доста да може да се каже, подобро да ве мразат за тоа што сте, оку да ве сакат за тоа што не сте. Благодарам.
Фадрија Мустафовска, председател на Сдружение на граѓани Радика Дебар. Почитувани организатори на настанот, почитувани пријатели, драги присутни, дозволете ми во името на Сдруженијето на граѓани Радика Дебар и од моје лично име, сите најпрви да ве поздравам, да ви посакам плодна и успешна работа. Посебно би сакала да ја поздравам иницијативата на Сдруженијето на граѓани Румелија, кој што започна со активности кои се исклучително битни за нашиот народ. Значи, посебно ја поздравувам иницијативата и донесувањето на овој битен документ, кој што се надевам дека во иднина ќе представува еден голем и крупен чекор за нашите луѓе. Ние, иако како Сдружение на граѓани сега сакам нешто да ви да осврнам внимание, иако сме географски не многу оддалечени, значи со општина Дебар, меѓутоа тука јас не гледам некаква бариера за да можеме во иднина уште повеќе да соработуваме. Голема поддршка на декларацијата, се надевам дека во иднина успесите ќе си дојдат сами по себе, бидејќи успехот доаѓа ако го некој го побара. Понатака сакам да искористам оваа прилика, да им се заблагодарам и на господата кои што се тука меѓу нас, кои што во изминатиот период ни дадоа голема поддршка и во името на младите кои што се тука присутни, да им се заблагодарам за она што го сторија за нас изминатиот период. Навистина, во моментиве ни треба поддршка од луѓе кои што можат тоа да го направат и сакаат тоа да го направат кога станува збор за наши луѓе. Ние со нивна помош успеавме да издействуваме, да учествуваме на настани кои што се исклучително важни за нашите млади. Промовиравме култура, традиција, фолклор, учествувавме на фолклорни настани во нашава држава, а и надвор од нивните граници и се вративме оттаму со големи успеси и доживувања. Уште еднаш голема благодарност, се надевам дека во иднина уште повеќе ќе соработуваме на секое поле, затоа што станува збор за наш народ, за наши луѓе, со исти потреби, со исти квалитети и се надевам дека ќе можеме во иднина да соработуваме и да бидеме уште поуспешни. Со среќа и ја Илија нека е вас. Благодарам на госпоѓа Фадрија Мустафовска за низиното излагање. Го поканувам председателот и пратеник во собранието во Република Македонија од редовите на партијата за Европска еднина господин Фијат Цановски да земе збор. Почитувани пријатели, во името на партијата за Европска еднина, во името на Централниот одбор на партијата за Европска еднина и во моје лично име го поздравувам овој собир и му посакувам да се остварат сите желби, она што го започнале со помош на Аллах да се оствари што побрзо во овие процеси. Сакам да ги поздравам и да им честитам и нова година и празниците сите што помина, посебно нашите печалбари, кои што се во еден дел тука дојдени и да им посакам добре дојде, а тие што одат среќен пат, но да рачунате дека ние ќе ве посетиме ова пролет и ќе ви бидеме гости таму во вашите краеви. Декларацијата и книгата што авторот ја презентира, многу добро ја прочитавме, јас ја прочитав и сватив што се работи. Јас не би се враќал со векови назад. Ќе се вратам само од задните 20 години што се случува во самостојна Република Македонија. Свесни сме дека во овие 20 години, од овие населенија, кои што бројат по наши проценти, кога ги рачунаме на сите села, каде што се ваквите како нас, нашинци, тоа е торбеши, ги има 120 до 150 илјади жители. Тоа е голема бројка. Но свесни сме дека во јавната администрација во Република Македонија, која што на жалост брои многу, може би до 150.000 вработени веќе има во овој момент, нема на прсти може да се избројат.
Каде се овие луѓе? Кој ги искористува овие луѓе? За кој ги зема нивните места во јавната администрација на овие луѓе? Дали треба да продолжиме и понатаму да ни ги земат местата други, а да го дадеме она што е наше? Ние за таа цел ја формиравме партијата за Европска иднина пред неколку години. Точно беше таа целта што сакавме да ја формираме партијата за Европска иднина. Не да биде фијат пратеник или многу е битно ние има партии во Македонија колку сакате. Нашата цел и понатака е и во статутот и во програмата на нашата партија стои дека ќе се бориме да бидеме посебна етничка заедница, тоест торбеши. И тоа ќе се реализира. Све ова што се случува во ова време мора да го спречиме. Како што кажа и моите говорници пред мене, пријатели. Значи, ние не бараме од никого ништо. Ние сакаме да се го добиеме она што е наше. И немојте да се плашите повеќе. На некој може би му изгледа погарне зборот торбеш. Така не викаат другите. И не треба да се стравиме од тоа. А веќе се декларираме било што. И марсовци, како што пишуваше во некои новини, но ќе бидеме посебна етничка заедница. А не треба марсовци, тоа беше посебна. На крај. Не треба да се дека не постоиме. Постоиме. Јас веќе втор мандат се декларирам во анкетниот лист на Република Македонија во собранието како торбеш. Вие имате пратеник торбеш. И што треба да се плашите, другите да се декларирате како торбеш? Но дајте, знаете што следува. На толкава администрација, на толку наши луѓе, тоа е огромна бројка на вработување. Ние сакаме да го спречиме ова иселување, овие гурбечи да не одат на гурбе. Нас не се дува по бројката, доколку се запишат сите, многу. Од 8 до 9 илјади вработување. Па нема да имаме толку деца да ги вработиме. Најмалку треба да се запишеме, а сигурен сум, партијата за Европска иднина има 15.000 гласови веќе трет пат, оди на избори. И децата се запишат, сигурно дека ќе имаме 30.000 запишани торбеши во Република Македонија напровед. А тоа е преку 1,5%, а со тие 30.000 имаме неколку илјади вработување. Немојте да испуштите оваа можност. Ова го правите за вашите деца, за вашите внуци. Дајте да се обединиме и да бидеме единствени. Дедо ми покојни викаше, едно гранче многу брзо се крши, но како се собереме сите заедно, сите нашиве околини тука, многу тешко ќе не скршат и ќе бидеме единствени и ќе оствариме нашата цел. Да се здрави и живи. Благодарам. Благодарам на господин Тија за неговото излагање. И на крајот, од оваа наша свеченост, најважниот момент, почитувани присутни, го поканувам господинот Тасим Асани да ни ја предложи торбешката повелба, која ќе представува основа за нашите натамошни активности, за остварување на нашата крајна цел, евидентирање на торбешите во преамбулата на Уставот на Република Македонија, а со тоа и можноста за целосно вклучување на овие граѓани во институциите на општеството во нашата држава. Почитувани дами и господа, браќа и сестри, драги пријатели. Добро ви дојдовте сите на овој наш собир. Сакам да излеземе со една позитивна енергија, да се чувствуваме сите она што сме и конечно еднаш во 2011 да си го исполниме нашето ветување и да им оставиме амане на нашите генерации дека ние навистина припаѓаме во оваа држава, дека ние сме биле досега отфрлувани од своето јапо, меѓутоа дека во иднина ќе си го најдеме нашето место. По тој повод, драги браќа, би сакал да го прочитаме документот наречен Торбешка повелба, кој е поддржан од невладината организација Румелија, исто така и од повеќе фактори во торбешкиот народ. Таа торбешка повелба се состои од 7 точки, кои сега ќе ги прочитам. Точка број 1. Тргнувајќи од дефиницијата за малцинство, прифатена од меѓународните институции,
торбешката популација во Македонија ги исполнува сите предуслови за малцински статус со сите права и обврски што произлегуваат од етничкиот, од важечкиот релевантни и правни политички субјекти, вклучувајќи ги и важечките акти во Република Македонија. Точка број 2. Торбешката популација во Република Македонија, според своите етнички, религиозни, јазички и културни карактеристики, заслужува посебен и равноправен статус со останатите етникуми во Република Македонија. Торбешката популација во Република Македонија, врз основа на фактичката состојба, поседува свој идентитет, што подразбира припадност на самиот себе, и тој идентитет низ историјата во повеќе фази низ кои мина населението на овие простори се интегрира во дистинуитетот низ историското прашање. Торбешкиот народ постојано бил торбешки, било да се третира како такви однатре од самите нас себе или однадвор од другите околу нас. 4. Торбешката популација од Република Македонија не ја поседува својата етничка матрица во другите етнички матрици, туку таа се наоѓа во нивната посебност, поинаквост или другост во однос на останатите. За ова се потребни никакви посебни докази од веќе до сега докажаните, вкоренети во свеста на сензибилитетот на оваа популација, кои зборуваат сами за себе и пошто се препознава тој идентитет, актуелен, присутен и препознатлив токму преку горе споменатите карактеристики. Прашањето на идентитетот се бара во самиот актуалитет, во тоа прашање, а не се бара во минатото, драги мои. Идентитетот е неразделив од човековата внатрешност. Секоја разделница испречена меѓу идентитетот и човекот е губење на самиот идентитет. За среќа, торбешката популација се уште го задржа тој идентитет. Торбешката популација, без оглед на тоа како е нарекувана во определени политички амбиенти, таа сепак останала таква каква што е, а тоа е торбешка. Какви последници носела со себе присилната промена на тој сензибилитет врз самата таа популација, ни зборуваат историските факти за кои сме и самите сведоци. Со вклучувањето на оваа популација во преамбулата на Уставот на Република Македонија е направена голема неправда спрема еден голем дел од населнието кој бројчано е на трето место во Република Македонија. Последиците од една таква политичка диктирана од комунистичкиот режим довеле до проблемот на интегрирањето на торбешите во општеството. Никој етникум не е во состојба да го интегрира другиот етникум, бидејќи самиот збор идентитет значи да се биде свој и дека е тоа прашање на самиот тој етникум. Присилени од една ваква атмосфера, торбешите во Република Македонија многу полесно се интегрираат во другите држави отколку во самата својата. Празнењето на цели торбешки населби од западниот дел на Република Македонија е последица на тешкото интегрирање на оваа популација во структурите на државата. Немилосрдноста кон ова население особено е присутна кај политичките партии кои поради ситните дневнополитички интереси ја злоупотребуваат оваа популација одирачи по нејзиниот идентитет. Последната и најважната точка, брача мои. Сметаме дека со внесувањето на торбешите во преамбулата на Уставот на Република Македонија ќе се исправи една голема неправда која оваа популација и ќе се создават основни предпоставки за нашата интеграција во Република Македонија, која е единствена наша држава. Демократијата и основните човекови права може да бидат ставени на хартија, а во пракса да ги нема. Но никогаш нема да ги има во пракса ако не бидат запишани на хартија. Токму од овие причини бараме ние торбешите
да бидеме запишани во преамбулата на Уставот на Република Македонија. Ви благодарам. Мислам дека сите присутни акламативно ќе ја прифатиме оваа торбешка поверба и едногласно ќе усвоиме. Ви благодарам многу. Благодарам на господинот Тасим Асани. Со усвојувањето на Торбешката повелба ја завршуваме ова наша денешна свеченост. На сите присутни ви благодарам за вашето присуство и ви посакувам се најдобро во иднина. Сега може сите да се послужите, уште малце меѓусебно да се подружиме, пред да си заминеме. Само за еден момент ве молам, ако сакате, пред да си заминеме, да ве подсетам уште еднаш, пописот е во април месец, сите оние кои што заминуваат на печалба можат да ги остават своите документи, личните документи на своите дома, најблиски, за да можат да бидат попишани. Благодарам.